Херојското минато пат што води кон херојска иднина. Како што знаете, 18. август е ден на армијата на Република Македонија, ден кога пред 55 години во 1943 година беше формирана првата регуларна македонска војна единица баталјонот Мирче Ацев. Меѓутоа, овој настан не можеше да се случи без претходно војно искуство, без претходно војно минато на македонецот кој во многобројните обиди за слобода и за државност, ова војно минато и ова војно искуство го применувал и прилагодувал континуирано низ историјата. За разлика од политичката историја на македонскиот народ, војното минато на Македонија, која со оглед на нашата бурна историја и на многобројните војни операции кои се водат на ова тло, мощно слабо и парцијално истражена и би рекол недоволно позната. И самите се прашуваме каде се корените на македонската војска. Дали нив може да ги бараме кај античките македонци, кај Самуил или пак тие се од понов датум? Која е спецификата на војувањето на македонецот? Дали ние имаме познати македонски војни стратези и кои се воопшто тие македонски војни стратези? Дали македонецот водел големи војни операции и битки и како се покажал во тие битки? Дали ние имаме херои или воопшто дали ние имаме свое континуирано војно минато? Прашањето дали имаме, тоа е надвор од било како сомневање дека имаме ние војна историја. Едноставно и да сме сакале да немаме, не сме можеле да ја немаме, затоа што се наоѓаме во просторот каде што устари се војни релации во една пропулзивна зона во која минувале и народи и војски. Кога може да стане збор за македонска војска е интересно прашањето. Македонското војништво е војништво на кое не се случува ни ван, као впрочем уопште феноменот војништво и војување, војна, војски, кои не се случуваат никогаш ван временски, нити вон просторно. Според тоа и македонското војништво се случува безмалку во сите низ историјата познати временски релации и се разбира се случува на просторот на од каде што Македонија датира многу одамна. И поради тоа, и тоа се дофили, за одговорот е тој дека можеме да зборуваме дека за македонско војништво ние можеме, ако правиме некоја диференција, тога е да ги гледаме фазите на војништвото, кога се преламале преминувале од една во друга фаза и како тоа изгледало, кои се битните вредности на тие фази и кога тоа ќе се утврди, онда ќе се види дека војништвото наше не се развивало ван друштвениот континуитет, надвор од општествениот континуитет, што се случувало управо на овие географски простори каде ние сега. Ние дури и по името го носиме на Македонија и нашето војништво таман може да се дефинира како македонско војништво во еден далечен историски и со еден непобитен и докажан историски континуитет. Македонската државност, историјата на македонската државност не почнува со нас, тоа мора да ни биде јасно. Таа е исто така далеко до сега наназад во историјата, дури миленијски релации, миленијски временски релации се. Македонската државност е поврзана и со историјата на македонската држава още од античките времења, а тоа значи и македонското војништво произлегува и се надоврзуваат после сите фази на тоа војништво управо на тоа. Нашата војна историја е као наука, као дисциплина, као систем на знаење
Она ги има заправо сите предпоставки да биде наука. Има предмет, се разбира, она ќе мора да се занимава и со светската војна историја, историја на војните. И нема да и биде тоа тешко, затоа што добар дел од светската војна историја се случувала и баш во оваа зона и слично, и со сите нејзини периоди, али морам да кажам дека не е истражена таа наша војна наука и истовремено мислам дека многу сознанија што ќе се здобијат, а веќе се скоро на повидок со овај ниво на согледување. Ние веќе имаме предмет војна историја на Војната академија, имаме квалификовани луѓе што веќе се занимаваат со тој проблем, али ќе дојде до добри корекции, така да се изразам, до многу сериозни корекции во досегашните, а нарошто во околните историографии, меѓутоа мислам и во светската историографија. Војната историја представува специфична научна област која се занимава со војните настани на одредена територија и војните настани на народите кои живееле на тие територии. Трагајќи по војната историја на македонскиот народ, ја изучуваме од почетокот на формирањето на македонската држава, од времето на античките македонци, па се до денешни денови. Имено, македонската војна историја представува конгломерат на бројни битки, востанија и буни. Тие битки всушност започнале со формирањето на македонската војска за време на Филип II. Во 359 година Филип II дошол за крал на Македонија и дотогаш македонците кои доживувале тешки порази од соседите со доаѓањето на Филип Македонски, кој имал и воено знаење, а и дипломатски способности, успеал да ја формира македонската фаланга поинаква од фалангата која дотогаш имала Грција. Имено додека грчката фаланга се наоѓала во фронтален распоред и во длабочина до 32 единици, односно редови, македонската фаланга била формирана во поголеми групи, а тие групи се одредувале по формација на бригади, чети и водови. Бригадите броеле по 1250 души, четите до 300, а водовите до 40 војници во еден вод. Овие бригади чинеле состав на македонската фаланга и ја оспособувале да може фалангата во текот на борбените дејства да маневрира. Вооружувањето на македонските војници било со долги копја по 5,5 метри, наречени сариси, и со мали, но многу цврсти штитови. Оваа војска била оспособена од поглед на војната стратегија, на војната вештина да води борбени дејства во маневри и да води борбени дејства во содејства со различни видови и односно во различни родови. Така да војната македонската фаланга била составена од тешка пешадија пезетери, лесна пешадија, тешка конница и лесна конница. Тешката конница била секогаш распоредувана на десното крило, лесната конница на левото крило, а поред нив лесната пешадија од едната и од другата страна и во центарот тешката пешадија. Филип Македонски командувал со тешката пешадија, а Александар, неговиот син, командувал со тешката конница. Македонската фаланга, откако била формирана, представувала од почетната битка представувала војна формација која дотогаш не постоела во светот и за кусо време постанала најсилна војна формација во светот, а Филип Македонски постанал најголем воен стратег, односно војсководец.
Оваа фаланга овозможила за брзо време, за кратко време да се освојат соседни територии, да се пораза соседните војски, да се создаде македонска држава, а покрај тоа што Филип бил голем воен стратег, тој бил и голем воен дипломата. Така да македонската дипломатија со македонската војска успеала да создаде македонска држава како основа на балканскиот простор, која потоа Александар Македонски ја проширил дури до Индија. Еве на овие простори овде каде што се наоѓаме, ово е Хераклеа Линкестис. Овде за прв пат во историјата Филип Македонски успеал да ја употреби македонската војска и да извојува победа над илирскиот војсководач Бардилис. Во таа битка која се одиграла 358 година, Филип ги распоредил во фаланга, додека Бардилис своите војници ги распоредил во квадрат. Фалангата Филипова на почетокот напаѓала во фронт, а потоа е создадена коса линија и со маневар со коњицата успеал да се уфрли зад Бардилисовата квадратно распоредена војска и да му за кусо време нанесе катастрофален пораз. На тој начин Филип ја извојувал првата победа, македонската фаланга првата победа, косиот облик на напад на фалангата исто прв пат и оттогаш почнува создавањето на македонската војска. 20 години подосна по оваа битка, во битката на Херонеа, повторно Филип Македонски организира силна војска, повторно фаланга македонска, повторно коњица, тешка коњица, лесна коњица и во битката кај реката Кефис, во местото Херонеа, на спротивната страна се грчките и Тебанската чета, а на македонската страна борбениот распоред е тешката фаланга во центарот, лево од тешката фаланга е тешката коњица со која командува Александар Македонски, десно од тешката пешадија се наоѓа лесната коњица. Со косиот маневар Филип Македонски успева да ја нанесе катастрофален пораз на грчката тешка фаланга, а Александар Македонски, овој 18 годишен војсководач во тоа време, успева катастрофално да ја порази светата чета на силната дотогаш непоразена Тебанска војска. Од 338 година па до 323 година пред новата ера, Александар Македонски го наследил татко му во смисол на воен стратег и во смисол на воен дипломат. Меѓутоа формира така силна војска и војувал толку силни битки кои влегле во историјата на сите. Битката кај реката Граник, после битката кај реката Ис, после битката кај Гавгамела и особено после битката кај Хидас, Александар Македонски како војсководец, како стратег се изучува во сите воени академии во светот, особено во воената академија во Вест-Поинт, во француската, германската и турската воена академија. Сметам од формирањето на воената академија генерал Михајло Апостолски, македонскиот народ е најлегитимен представник и најлегитимен народ кој треба да ја изучува токму воената историја така како што ја создавале Филип Македонски и како што ја создавал и градел Александар Македонски. Со доселувањето на словените на Балканскиот полуостров започнува нов период во токовите и во тековите на создавањето на македонската војска. Иако словените се познати како племе, народ кои се занимавале со земјоделство, тие сепак мешајки се со хуните, ја изучувале и ја продолжиле воената вештина која ја применувале хуните. Исто така, доаѓајќи во воени судири со византијците, ја земале и војната вештина од византијците. На тој начин словените од земјоделски народ се претвараат во воинствен народ и нивната војна вештина постанува позната вештина во балканските простори и позната вештина на сите противници кои водат борби со словените. Имено, постојат извори кои зборуваат дека византијците кога сакале да ги соединат борбените искуства и итростите, тогаш ги барале словените и ги упатувале во првите борбени редови во судирите против противниците на византијците. Исто така, постојат и други извори кои зборуваат за разните родови и инженерските
справи кои ги користили словените во нападите на Солун. Па така кога ги правеле борбените кули и кога фрлале камен во внатрешноста на солунските тврдини, постојат документи кои зборуваат дека тоа било толку силно фрлање дека ни земјата не можела да го издржи ударот на каменот, а камоли да го издржи некоја справа што ја направила човечка рака. Поради воинственоста на словените, византискиот император во 854 година го испратил Методий во просторот на Брегалничко-Струмичката котлина да ги обучува и да ги подготвува словените за одбрана на Солун од бугарската наезда. Што значи дека во периодот кога Кирил ја вршил просветителската улога во Македонија, тогаш Методий ја спроведувал воената обука на словенскиот народ, односно на словените. Постојат и напишани документи за делувањето на Методий, односно за неговото воено делување, воено организирање на словенскиот народ, бидејќи тој го напишал првиот воен законник кој зборува за формацијата на словените и за воинственоста на словените токму во периодот кога е во фаза на формирањето на македонската словенска држава токму на овие простори. Овој документ представува воопште прв документ во словенските извори. Во континуитетот на создавањето на македонската војска од периодот на средниот век особено е значаен периодот кога со македонската војска ја организирал и ја предводил познатиот стратег од средниот век Самуило. Самуило успеал да создаде најсилна војска на Балканот во тој период, а таа војска била составена од родови и тоа имал инженерија, имал пешадија и коњицата. Пешадијата е делел на лесна и тешка, а исто така и коњицата е делел на лесна и тешка. Во формацијски состав единиците му биле организирани во комеси, друнгери и архонтии. Покрај, рековме, коњицата и пешадијата, со оглед дека имал силна обсадна техника, Самуило имал и трет род на војска, а тоа биле инженерците. Инженерците главно биле одредени да утврдуваат градови, да утврдуваат котлини, да поставуваат деми, а исто така и да прават патишта, односно мостови таму каде што било тешко да се замине со војската. Исто така Самуило ја организирал и логистичката обврска кон својата војска, односно тој имал и собствена униформа и имал собствен начин на вооружување. Од униформа носеле слична како и византиската униформа, кратки палта и притеснати панталони. Носеле дебели обувки од дебела кожа и ги преврзувале со кожена тесна врвца. Имале кратко палто, а над палтото имале панцирна кошула која била изработувана од железна жица и плетена. Главата ја штителе со шлем, а на образите тој шлем имал продолжени панцири, како што и кошулата исто така служела за заштита од копја и стрели. Вооружувањето исто така му било слично како и византиското, имено имале кратки копја за фрлање, долги копја за бодење и имале лакови и стрели. Занимливо е тоа што во Самуиловата војска ретко се користеле мачевите, па затоа имале разноврсни мачеви, кратки и долги мачеви. Главно Самуил во својата стратегија, во почетокот на формирањето на Самуиловата држава, ја применувал офанзивната стратегија, а по 1000-та година, кога бил прогласен за цар, почнал постапно да ја применува дефанзивната стратегија. Се наоѓаме на западните падини од планината Беласица, во близината на селото Старо Коњарево, некои 500 метри. На овој простор овде се одиграла најтрагичната битка во историјата на македонскиот народ, во историјата на создавањето на македонската војска. Оваа планина што ја гледате вака стрма и висока е планината Беласица. Падината и клисурата што ја гледате во овој правец
е клисурата наречена Клучка клисура, а која се протега по реката Струмешница. Ова поле е познато како Долго поле. Левите, благите падини што ги гледате во хоризонтот се падините на планината Огражден. Овде сме, рековме, кај селото Старо Коњарево. Во времето на Самуиловата битка во реонот на селото Старо Коњарево се наоѓала тврдината Мацукиун. Во должината на едно 5 километри, денеска на територијата на Пиринска Македонија, се наоѓа селото Граде на Беласица и падините на Огражден во реонот на Градешница прават најголема теснина во широчина од само 500 метри. Битката на Беласица се одиграла на 29 јули 1014 година. Македонската војска, која броела околу 20.000 војници, ја предводел Самуило. Византиската војска била предводена од царот Василије II и броела околу 30.000 војници. Самуило се одлучил да постави цврста дема во долината на реката Струмешница кај Клучката клисура и тука да го спречи продирањето на Василије. Василије со посилната војска се обидел да ја пробие демата, меѓутоа кога не успеал, еден од неговите војсководачи му предложил да ја заобиколи Беласица и за тил да ги нападне македонските сили, што го и направил. По разбивањето на македонската војска кај местото Градешница, во долината на Струмешница, византиските сили го продолжиле продирањето во Централна Македонија, пробивајќи ги тврдините Мацукион, Термица и во тврдината Струмица поставил обсада. Меѓутоа, во време на обсадата испратил еден одред за да го расчистат патот кон Струмица, а повраќањето на тој одред, кој бил предводен со Вотанијат, Гаврил Радомир му поставил заседа и го уништил одредот. Ревносен од овој настан, Василије II одлучил да се одмазди на Самуило и на тој начин во местноста Водоча му ослепил 14 до 15.000 на Самуило, односно на македонската војска. Овој настан, ослепувањето на македонската војска, представува единствен настан во историјата на војските, во историјата на војувањата. Овој настан немал само за цел да го порази, да ја порази македонската војска, туку да се освести, да се одмазди на македонската војска, што останува за како траен товар на македонските војници. Во континуитетот на создавањето на македонската војска особено значење има Маричката битка. Имено во Маричката битка кралот Волкашин своите формации ги собирал од просторот на Скопје, Струмица и Прилеп, а зборно место им било Овче поле, па отаму продолжиле кон Марица. Додека деспотот Јован Углеша, кој владеел со денешна Егејска Македонија, својата војска ја собирал од областа на Сер, Драма, Кавала и Мосинопол. Заедно двете војски чиниле околу 20.000 војници, а на 25 и на 26 септември 1371 година пристигнале во близината на Одрин кај реката Марица. Кај местото Чемерно, бидејќи знаеле дека турската војска брои околу 15.000 војници предводена од Лала Шахин Паша, дека е тоа помала војска од војската што ја предводи Волкашин и Јован Углеша и дека предпоставувале лесно ќе ја совладат. Затоа невнимателно и недисциплинирано македонската војска предводена со Волкашин и Углеша, недисциплинирана, ноќта ја провеле со пиење и прославување на
победата која очекувале дека ќе остварат. Меѓутоа биле изненадени од Лала Шахин Паша и ноќта на 25 и 26 септември 371 година оваа војска била разбиена, била измасакрирана и доживеала катастрофален пораз. Од тогаш започнува навлегувањето на османлиите на територијата на Македонија и од тогаш за Македонија престанува постоењето на секаков облик на формирање на македонска војска се до појавата на Карпошевите востаници. Во континуитетот на создавањето на македонската војска особено значајно место зазема периодот од половината на 17 век, односно Карпошевото востание подигнато во 1689 година. Во октомври месец истата година австријска војска дошла скоро до Скопје, а Карпош, кој стекнал воено искуство во долгите години на своето ајдутување и постанал мартелок во Турската империја, кога дошла австриската војска до Скопје, им се приклучил Карпош на австријците и со заеднички сили македонската војска што ја формирал Карпош и австриските сили го освоиле Скопје, а потоа пожариле. Потоа австриската војска се вратила кон Качаник, а Карпош го започнува своето востание. Со сили од околу 5000 востаници, македонска војска продолжува кон Куманово, од Куманово продолжува во Кратово води жестока борба со османлиската војска која во тоа време се наоѓа во Кратово, бидејќи Кратово е центар на балканскиот дел на Турската империја и еден од главните извори на рудно богатство, односно злато. Овде се води жестока борба со одред турски околу 500 души, кои бива потиснати од македонската војска што ја предводи Карпош и биле сокриени во Амамот. Тука Амамот е освоен и запален и тој одред на османлиска војска е уништен. Потоа Карпош се враќа за Крива Паланка, а Иво Штипјанецот, кој исто така е заменик на Карпош, односно еден од соорганизаторите на македонската војска во 1689 година, го продолжува востанието кон Кочани, кон Штипи, кон Радовиш. Македонската војска во тоа време била формирана во поголеми единици, односно чети, и броела во бројна состојба околу 6000 војници. Поради големите заслуги на Карпош, австријскиот цар Леополд I преку своите офицери Пиколомини и Херцог напишал наредба со која Карпош се прогласува за крал од Куманово, односно кралот на Куманово. За кратко време, за 2 месеца во ноември 1689 година, османлиите со силна османлиска војска и силна татарска војска успева да го задушат востанието и да ја разбијат македонската војска. По задушувањето на Карпошевото востание, голем дел од македонското население мигрира во Австрија, односно денешна Војводина. Таму, под силна католизација на православното македонско и други балкански населенија, балканските православни населенија се преселуваат во Русија, односно во Украина. Овде царицата Елизавета Петровна формира полк, меѓу другите формира и македонски полк, односно српски, бугарски, црногорски и македонски полк. Начело на македонскиот полк се наоѓа македонец Александар Димитров, а го формира Иван Хорват. Интересно е да се спомене дека првите македонски генерали кои командуваат со македонска војска, токму се Иван Хорват и Александар Димитров, за чие унапредување кралицата Петровна на 10 мај 1759 година напишала наредба, односно указ. Македонската војска во Русија се разликувала од другите полкови по тоа што имала посебна униформа и посебен печат, и на униформата и на печатот се декларирало дека се тоа македонски, односно дека се од друга нација за разлика од другите балкански полкови. Особено е значено да се спомене дека македонската војска носила униформа жолто палто, жолти панталони со црвен гајтан и црвена капа. Исто така и оружувањето било символично различно од другите, со оглед дека на штитот на македонската војска пишувало дека е тоа војска од Македонија. Овие две војски, односно македонската војска од времето на Карпошевото востание и македонската војска формирана со македонскиот полк, представуваат значајна ниска во
синџирот на создавањето на македонската војска воопште во историјата на македонскиот народ и во историјата на создавањето на македонската војска. По Негошкото востание од 1822 година, Разновечкото востание го представува продолжување, односно континуитетот во создавањето на македонската војска. Главен организатор и водач на Разновечкото востание е Димитар Попгеоргиев Беровски. Во подготвителниот период на востанието, значи во почетокот на мај, Димитар Попгеоргиев Беровски ја ангажирал учителката Баба Недела и незината ќерка да направат знаме за востанието и во најголема тајност тие две учителки го направиле овоа знаме кое представува национално, воено и емотивно обележје на македонските востаници. На знамето, како што се гледа, е нацртан лав на жолта подлога, на црвена поширока подлога, испред која пишува Македонија, што значи дека национално веќе е дефинирано востанието. Тоа е чисто македонско востание, чиста македонска војска. Востанието започнало на 8 мај 1876 година, кога четата на Димитар Попгеоргиев Беровски од местото Калаџерџево, каде што држал состанок, навлегол во селото Разновци, каде што дошле турски тапеџии и биле тие тапеџии разбиени. Дел од тапеџиите што побегнале, Димитар Попгеоргиев Беровски испратил група да ги чека на местото на Брегалничкиот мост и тие потоа исто така биле разбиени. По местото Разновци востанието се поширува кон местото Митрашинци, а овде во местото Митрашинци случајно доаѓа еден турски одред и настанува жестока борба во која и Димитар Попгеоргиев Беровски е тешко ранет. Меѓутоа востаниците успеваат да му преврзат раната и така Димитри Попгеоргиев Беровски ја продолжува натаму борбата. Меѓутоа, за македонската војска особено е значајно тоа што Разновечкото востание представува значаен период во формирањето на македонската војска од аспект на дефинирањето на македонската војска со македонско знаме и од аспект што логистички Димитар Попгеоргиев Беровски го продава и својот имот за да обезбеди вооружување за таа војска. Покрај другото оружје што го користиле, особено е значајно што Димитар Попгеоргиев Беровски давал големи пари за личното вооружување, како што е оваа сабја која ја користил во востанијата Разновечко и Кресинското востание и која еве денеска се наоѓа во овој прекрасен музеј. Во историјата на македонската војска, односно во периодите на создавањето на македонската војска, особено значење има Кресинското востание. Имено уште во правилата на Кресинското востание, односно на уставот за Кресинското востание, јасно е дефинирана политичката стратегија на востанието, а таа зборува дека цел на македонското востание е ослободување на Македонија и создавање македонска независна држава. Со оглед дека ослободувањето на една држава не може да се оствари без соодветна војска, организаторите главни, Димитар Попгеоргиев Беровски, Илјо Малешевски, Ѓорги Пулевски, Натанаил Кучевишки, одлучиле да создадат и соодветна македонска војска. Македонската војска ја создава Димитар Попгеоргиев Беровски, кој е поставен и за начелник на македонската војска, а на штабот, односно на печатот, јасно пишува дека начелник на штабот на македонската војска е Димитар Попгеоргиев Беровски, а испод тоа пишува 1878 година. Македонската војска во Кресинското востание е создадена од повеќе посебни поединечни чети, на чие чело биле една водел Димитар Попгеоргиев Беровски порано, други две воделе Стојан Карастоилов, дедо Илјо Малешевски, Ѓорги Пулевски и други познати македонски револуционери од овој период. Во почетниот период на востанието, односно од 5 октомври 1878 година, кога било нападнато селото Кресна и во таа борба биле заробени 119 турски аскери, од кои 4 биле турски старешини, односно офицери,
Во таа борба од македонските востаници погинале само еден, а тројца биле ранети. Македонската војска предводена од Димитар Георгиев Беровски во натамошниот период го продолжува востанието и ги напаѓа селото Влахи и селото Ошчева, па се создава слободна територија од која има и нови, односно прилив на нови борци, односно македонски војници во времето на создавањето на македонската војска во Кресенското востание. Во вториот период на востанието, односно во 1879 година од јануари па до јуни, се создава уште посилна македонска војска, која сега брои 15 чети, а бројната состојба изнесува на вкупните македонски сили околу 1000 востаници. Овие 1000 востаници во долината на реката Струма, на територијата која денеска ја викаме Каршија, успева да ослободат 35 села и да создадат слободна македонска територија. Значи македонската војска создала македонска територија и на таа територија била воспоставена и македонска народна власт од местното население. Во историјата на создавањето на македонската војска, Поразловечкото и Кресенското востание или Инденскиот период представува еден од најзначајните периоди. Имено во овој период е создадена и Македонската револуционерна организација како политичка сила која застанала зад македонскиот народ и зад ослободувањето на македонскиот народ. Оваа политичка организација имала и своја политичка стратегија. Политичката стратегија на Македонската револуционерна организација имала за цел создавање на независна, самостојна македонска држава. Меѓутоа, создавањето на македонска самостојна држава не можела да се оствари без создавање на македонска војска, а македонската војска исто така имала за цел да ја прифати Македонската револуционерна организација како свој водач, а во исто време и да се создадат вооружени сили кои ќе бидат способни уште од почетокот да го анимираат целиот свет дека во Македонија се случува нешто, за да би можела некој од големите сили да интервенира во ослободувањето на македонскиот народ. Македонската војска почнала да се создава со навлегувањето, со доаѓањето на Гоце Делчев во Македонската револуционерна организација во 1894 година. Меѓутоа, особено значаен за создавањето на македонската војска е Солунскиот конгрес во 1896 година, кога била донесена одлука да се создадат вооружени сили кои ќе можат да ја остварат војната стратегија, односно кои ќе можат да ја реализират политичката стратегија на Македонската револуционерна организација. Создавањето на македонската војска ја започнал Гоце Делчев, пред се анимирајќи ги ајдутските арамбаши и од нив, заедно со учителите, создавајќи ги првите вооружени формации на Македонската револуционерна организација. Првите чети што ги создавал Гоце Делчев се така наречените терористички чети, кои броеле 4 до 5 луѓе и кои имале задача да извршат следење и да извршат одредена казна која ќе донесе револуционерниот округ или револуционерниот реон. Следните формации кои ги формира Гоце Делчев се селската милиција, тие пак имале задача да го штитат селото од евентуални арамиски или башибозучки или пак од некои турски, односно османски чети. Следна формација која формира Гоце Делчев се тајната полиција, а тајната полиција се составувала од два вида на полиција, и тоа е иследна и истражна. И како највисок стадиум на формирањето на македонската војска во време на Илинденското востание се создавањето на познатите четни институти. Четните институти броеле поголем број на припадници на одредени чети и имале задача, поред вооружувањето, да вршат и обука на македонското население за одбрана од османските сили. Овде е особено значено да се каже дека со четите на македонската војска раководеле војводи, а по формација четите биле реонски, селски, градски и окружни. Па согласно со таа хиерархија постоеле и раководни кадри.
раководните кадри биле војводи, четни војводи, селски војводи, реонски војводи и востанички штабови како највисоки органи на раководењето. Особено е значајно да се истакне кога е збор за вооружувањето, тоа дека македонските востаници, македонската војска се вооружувала од сопствени извори. Тие извори биле сосема мали, меѓутоа знаеле дека слободата е скапа работа и дека до слободата може да се дојде само преку борби. И затоа го давали последниот динар за да се вооружат. И затоа вооружувањето е различно, со различни пушки, а и различна муниција, па се случувало најчесто да имаат муниција да пушката не одговара или обратно. Интересен е случај кога Гоце Делчев и Ѓорче Петров ги купиле пушките од бугарскиот генерал-штаб. Па начелникот на генерал-штабот кога ги продал пушките не им продал и соодветна муниција, а потоа Гоце Делчев во преговори со овој Павликов генералот, кога се пожалил дека му дале погрешна муниција, тој рекол па не сме луди да ви дадеме соодветна муниција и соодветно оружје, така ќе ви изгубиме, а вака ве држиме за нас. Македонскиот народ! Кога веќе доаѓаме до Крушево, ослободувањето, односно една од најзначајните борби во илиндејскиот период е ослободувањето на Крушево. Меѓутоа интересна е борбата за касарната, бидејќи морало да се вклучи и резервата од Питугули. Дел од турските војници во касарната се убиени, негде околу 19 души, а овие другите побегнале на чело со командирот порушникот Сулејман Ефенди. Многу е значено да се истакне мислата на порушникот Ефенди како противник на македонската војска. Кога го добил манифестот во селото Алданци, каде што побегнал, го прочитал и тогаш испратил едно писмо до востаничкиот штаб во кој покрај другото се вели: вашата борба е честна и исправна. Вие тргнавте по единствениот пат по кој сите народи досега дошле до слобода. Јас ви пожелувам среќа и успех, а мојот Аллах не ми дозволува да се вклучам во вашата борба. Само напред, така се доаѓа до слободата, а ќе ве молам да ја уништите кореспонденцијата. Со ова завршува извештајот на Ефенди и со ова се продолжува востаничката борба на македонскиот народ, на македонската војска како исправна, како праведна и како единствен начин за ослободување и создавање самостојна држава. Познатата Крушевска република траела 10 дена. На 13 август 1903 година на Крушево насрнале преку 18.000 турски војници. И тоа 10.000 од правецот на Прилеп, 5.000 од правецот на Кичево и 3.000 од правецот на Битола. Овие што биле со Бахтијар Паша, кои напаѓале од правецот на Прилеп кривогаштани прибилци, со себе носеле 30 крупови топови. 30 топови во споредба со 2 крушевски трешови топчиња се огромна сила. Тие напаѓале од правецот прибилци кон Мечкин камен, а на Мечкин камен се биела сила од еден одред. Начело на овој одред се наоѓал прославениот крушевски војвода Питу Гули, а во составот на одредот покрај востаниците имало и селска крушевска милиција. Исто така на правецот на Битолскиот правец во местото Слива се бил одредот на Наум Ѓурчин, во чиј состав како засилување се биле востаниците на Смугрев и на Ѓорги Стојанов. На овој простор овде, на Мечкин камен, е одиграна најчуената, најпрославената битка во времето на Илинденското востание. Против 18.000 турски аскери, против 30 топови од Крупов модел, се бореле околу 60 востаници, 60 полицајци, предводени начело со Питугули, и кога веќе изгубиле
секаква муниција и секаква можност за извлекување од овој простор, а согласно паролата слобода или смрт, тие одлучиле да се жртвуваат за слободата на македонскиот народ. Така да 34 души македонски востаници почиваат денеска под овие плочи, почиваат за слободата, за иднината на македонскиот народ. Во континуитетот на создавањето на македонската војска, балканските војни представуваат најголема измама и најголема трагедија за македонската војска и македонскиот народ со оглед на последиците на балканската војна. Имено во 1912 година во сојузничките војски, односно во српската, бугарска и грчката војска, учествувале во српската околу 35.000 македонци, во грчката околу 20.000 и во бугарската околу 20.000 во заедничката борба против османлиската војска. Меѓутоа, покрај овие формацијски единици кои биле во сојузничките војски, во заднината на османлиската војска делувале бројни македонски одреди кои действувале против османлиите во нивниот тил и кои придонеле сојузничките војски да ги совладат османлиските војски. Што значи дека македонската војска активно учествувала, активно се борела и дала најголем придонес во поразот на османлиската војска, за да би потоа македонската земја, македонската војска била распарчана. Во Првата светска војна, исто така, македонците учествувале во рамките на сојузничките војски. Во таа војна, во бугарската војска учествувале 50.000 македонци, 20.000 учествувале во српската војска и 20.000 во грчката војска. Дури носеле и наслови македонски. Например, во српската војска учествувала Вардарската дивизија со војници од територијата на Вардарска Македонија. Во бугарската војска учествувала 11-та македонска дивизија, а во грчката учествувала исто македонска армија, што значи дека македонските војници во рамките на бугарската, грчката и српската војска носиле македонски назив, меѓутоа не го имале македонскиот национален карактер. Поради тоа сметам дека балканските и Првата светска војна за македонскиот народ се најтрагични војни. Создавањето на македонската војска во текот на Втората светска војна представува највисок дострел во историјата на македонскиот народ и во историјата на создавањето на македонската војска.
Имено во текот на Втората светска војна, македонската војска е продукт и производ на македонскиот народ. Народ со славни илинденски, разловечки и кресенски традиции, со револуционерно минато и со голема и изразена љубов кон слободата, во текот на 1941 година започна создавање на сопствена армија, сопствена војска, Народно-ослободителна војска. Војската македонска в 1941 година не представува продукт на некоја распадната поранешна војска или остатоци од некое минато, туку представува наследство на револуционерното минато и производ, односно продукт на слободарските традиции на македонскиот народ. Во 1941 година македонските востаници немале оружје, немале логистичко снабдување, сето тоа морале сами да го прават, сами да ги формираат партизанските одреди и да ја продолжат Народно-ослободителната војна. Во 1941 година се формирани 3 македонски партизански одреди, секој по околу 30 до 40 души. Меѓутоа, пред крајот на 1941 година, овие одреди се расформирани. Во 1942 година, по јануарското советување, се формира македонскиот главен штаб, поточно во јуни месец 1942 година, а потоа започнуваат формирање нови одреди, така да во текот на 1942 се формирани 9 партизански одреди. Во 1943 година, покрај одредите се формираат и покрупни оперативни единици, така да на 18 август 1943 година е формиран баталјонот Мирче Ацев, кој представува покрупна единица и единица која означува почеток на формирањето на регуларна армија, а ние денеска тој ден го славиме како ден на армијата на Република Македонија. Потоа во ноември, односно на 11 ноември 1943 година е формирана и Македонско-Косовската бригада и сега веќе имаме крупни оперативни единици и имаме формирање на регуларна македонска народно-ослободителна војска. Оваа војска во декември 1943 година врз основа на предлогот на Ченто и по одлука на командантот на главниот штаб на македонската војска генерал Михајло Апостолски, македонската војска од Кичево, односно Дебрца, се преместува кон југ, односно кон Фуштани. Во Фуштани подолго време, 2 месеца се задржуваат овде и овде се подготвуваат планови и распореди за натамошниот развој на Македонската народно-ослободителна војска, односно за натамошно создавање на слободни територии кои ќе користат како бази за снабдување на македонската војска, бидејќи таа се сама снабдувала, односно народот ја снабдувал, и за вооружување на македонската војска, односно за прилив на нови борци во редовите на македонската војска. Во Зборско се донесува план за спроведување на познатиот план, односно познатиот поход, февруарски поход. Во јануари 1944 година Македонската народно-ослободителна војска се нашла во областа на Егејска Македонија, односно Пајак, планина Меглен и Кожов планина. Овде главниот штаб на Македонската војска донел одлука да се изврши офанзива на македонската војска во 3 правци во Македонија. Затоа е извршена реорганизација на војската на 3 групи батальони. Едната група батальони на 1 јануари од местото Бахово тргнала кон централниот дел на Македонија до Богомила. Тука била пречекана од силни бугарски окупаторски сили и морала да се врати назад, така да на 14 февруари повторно стигнала до местото Бахово. За 14 дена оваа група батальони поминала околу 300 километри и изгубила околу 48 луѓе. Втората група батальони имала задача од Кожов да тргне кон Вардар и по долината на Вардар да разурнува мостови и пругата и на тој начин да го спречи снабдувањето на германската армија во Грција. Третата група, во која се наоѓала и главниот штаб и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и воената странска мисија од Англија, имала задача да го продолжи
марширањето со офанзивни дејства кон Источна Македонија. На 1 февруари од местото Зборско 1944 година, оваа група батальони го продолжила марширањето кон Вардар, 20 километри северно од Солун, го форсирала Вардар, а потоа го продолжила марширањето преко Беласица, Малеш, Плачковица, Осоговските планини и особено жестока битка се водела при форсирањето на реката Брегалница, кај местото Пеклени, бидејќи единствениот мост кој бил кај селото Истевник бил блокиран од бугарски сили. Од тука продолжила кон Козјак. На 25 февруари 1944 година, третата група батальони на македонската војска се нашла на Козјак планина и овде ги започнала подготовките за советувањето во Прохорчински и подоста за создавањето на македонската државност, односно одржувањето на Асно. Основна карактеристика во создавањето на македонската војска во текот на Втората светска војна е тоа што македонската војска изникнува од македонскиот народ. Македонската војска ја предводи македонско национално и македонско воено раководство. Македонската војска во овој период има во своето присуство и странски мисии, што значи дека македонската војска е призната, односно има меѓународно признание. Македонската војска е равноправен член на антихитлеровската коалиција. Македонскиот народ ја храни војската, а војската во борбата против непријателите сама се вооружува. Тој македонски народ ја создаде македонската војска, а македонската војска на македонскиот народ му создаде држава токму во време на Втората светска војна. Видовме колку крво македонецот се борел и ја бранел својата слобода. Исто така видовме каде се корените на македонската војска, го видовме тој еволутивен развиток на македонската војска низ историјата, спецификите во стратегијата, спецификите во вооружувањето и на водењето на борби на македонецот низ историјата. Видовме, чувме дека имаме познати македонски стратези кои ставиле впечаток, кои ставиле траги во историјата. Меѓутоа, заради днината, се прашуваме колку ние воопшто си го знаеме своето војно минато и дали ова војно минато е доволно истражено.